Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист дерматолог, Јулија Мациевска, пејачка и ТВ водителка, и спортскиот новинар Крсте Галевски. Останете со нас до 11 часот. Часот и 10 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. Верувам дека сите останати уживате со нас уште од 6:45 и ќе уживаме и заедно до 11 часот. Ни предстои можеби нашиот омилен дел со гостите, каде што ќе направиме многу интересни разговори, многу важни информации ќе споделиме со вас, а се разбирам малку ќе ги навратиме и на нивните професии, сето она кое што го работеле во изминатиот период. Најпрво да и посакам добро утро официјално на Милена. Милена, како помина со гледачите, да те прашам што велат за Марта Кос? Да ти кажам, Цице, да, добро утро за тебе, за сите наши гледачи уште еднаш, иако пред малку се дружевме, но беше оној малку поформален дел, каде што зборувавме за посетата на Марта Кос, која што ќе биде во јули. Да. Сите коментари и во живо телефонски и на Facebook страната беа дека нема ништо да се случи, дека ќе биде и како лани, дека пак ќе се седне на македонската трпеза, како беше лани Пинџур, сега Ајвар или не знам што во однос на тие изјави што ги имаше лани. За жал немаше позитивен коментар дека нешто добро ќе донесе посетата, дека работите ќе мрднат од мртва точка. Не знам дали веќе подолго време е така. Веројатно 10 години истите коментари се. Може би со причина, може не, но со искрена надеж дека работите ќе се подобрат и следниот пат кога ќе коментираме на таа тема, кога ќе коментираме следниот пат на таа тема, ќе имаме позитивни коментари. Да, другата тема за здравство ја коментиравме и нешто пред ти да се вклучиш и од прилика ги знам коментарите за здравството во Македонија, секогаш имаме имаше и во вториот дел коментари, лоши и непријатни, но во овој дел ќе се потрудиме да бидеме позитивни, да ја задржиме енергијата и да пренесеме убави информации. Да им посакам уште еднаш топло добри ден на нашите денешни гости. Веднаш до мене е госпоѓа Јулија Мациевска, која што е пејачка и ТВ водителка. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата, Цеце. Само што пристигнавте, како сте? Дали се водат по пат? Далеко малку ми доаѓате? Да, малку е напорно навистина, затоа што живеам малку на периферијата од Скопје. За ваша среќа. Во Горно Сонје и знам која е маршрутата, дека без 45 минути, поготово ова време вака наутро, не може да се стаса. И колку што можевме, но имате супер возачи, морам да кажам. И во минута се стасавме, да. Да, одлично. Имаме со вас убави теми на кои што ќе зборуваме. Благодарим уште еднаш на прифатена покана и се надам ќе ви биде пријатно. Благодарам и јас. На средина на ова женско друштво, нашиот драг колега Крсте Галевски, кој што јавноста најдобро го познава по тоа што е спортски новинар. Добро утро и добре ни дојде. Вака на тиние, колегијално. Иако јас сум овде, може да кажам и доматин, бидејќи сум стварно многу одамна овде. Уште пред јас да дојдам. Па многу одамна. Многу. А јас сум веќе 16 години. Јас сум повеќе од тебе, Милена, така да. Имаме тука и колеги од прилика тука преку 20 години. Ги викнавме сите што се од почетокот на Канал 5. Кој што помогна и за фотографиите, кој што ги гледаме и во вториот дел. Имаме спортски настани за кои што ќе говориме во... Сега мислам топ тема во светот е светското фудбалско првенство. Апсолутно, со тоа ќе почнеме. Не знам, чека еден фудбалот тука негде во скрипно. Мислам дека го следат сите без разлика на полот и машки и женски. Сите мислам дека во моментов топ вести во светот се од светското фудбалско првенство. За сите оние кои што не следиме, малку повеќе ти ќе не информираш. Но дефинитивно ќе зборуваме и за твојата кариера, колку ти недостасуваат ТВ екраните, информирањето од терен, сето она кое што си го живеел низ годините. Да и посакаме топло добридете и на доктор Наташа Теовска-Митревска, која што е специјалист дерматолог и долгогодишен пријател на Здраво Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ме радува што сум и оваа година повторно гостин. Некако се во ист период, летен период, пред започнување на летото. Да, така да ме радува на вистина, се надевам ќе имаме интересни разговори и ме радува што сум со сите вас. Да, докторке, вие доста патувате. Вие сте, кажам, светски говорник на тема дерматологија. Од каде се вративте последно? Последно се вратив од Москва. Од Москва, да. Каде што бев на еден навистина голем настан на наменет за естетика, каде што присуствував и предав на над 1500, да кажеме, наши колеги кои што работат со естетика,
дерматолози, пластични хирурзи. И за мене, да кажам, една емоција која што се уште ми трае овие денови, како настан затоа што уште сум под импресија не само од земјата, него и од колегите, стручноста и она што навистина го добив како информација во однос на каде се движи Русија во однос на естетиката. Како прв представник од Македонија, мислам дека добро се представивме. Навистина, браво. Да, така да ме радува што навистина сме дел од, да кажеме, од вакви меѓународни, интернационални, стручни, да кажеме, конгреси, семинари, едукации. Се трудам колку можам да бидам дел. Малку е понапорно, меѓутоа мислам дека добро успевам, пошто минатата година кога ме прашавте испратете слики од она што до сега сум презентирала, искрено останав без збор дека во последниве 6 месеци од јануари кога ги вадев, јас навистина многу сум работела. Да. И некако си реков ќе треба малку одмор, дефинитивно да, еден месец да си дадам мала кучница, меѓутоа знаете како кога започнуваш во тие кога ќе влезете во тие води, нема веќе враќање. Кога ќе видите колку многу дерматологијата иде напред, естетиката оди напред, каква прекрасна енергија постои на тие настани, едноставно тоа те води да уште повеќе сакаш да бидеш дел, уште повеќе да пренесеш информации, да преземеш информации и да ги имплементираш во нашата земја. Така да ќе направиме една корекција дека здравството не е толку лошо како што ги дали. И јас секогаш сакам зависи да во која сфера. Така да, сакам да зборам за позитивноста во здравството и сакам да ги најавувам дека се уште имаме многу позитивни, да кажеме, приказни кои што ние не ги спомнуваме. Значи, колку деца се родија, колку животи беа спасени, колку пациенти биле излечени. Значи, тоа навистина некако го забораваме. Колку колеги имаме во јавно и во приватно здравство кои што и такако навистина си ја извршуваат својата функција како здравствени работници. Би ги поздравила колегите. Секако имаме одлични доктори, медицински персонал, несомнено. Значи мора да се потенцира дека има луѓе кои што навистина го заслужуваат местото каде што се наоѓаат, но за жал ги имаме и оние негативни и тажни приказни кои што се дел од нашето секојдневие. Така што треба да биде се исподелено, да се знае. За жал во последно време само црни работи се по-ексклузивни, по-истакнати. Да. И ви во вестите гледаме. Да. Тоа е во последниве десетина години нон-стоп така. Убавите работи се во втор план. Ајде да зборуваме за убавите работи, да им дадеме ние можност барем во Здраво Македонија, го спомнавме светското првенство. Еве прво, кои се твоите очекувања? Да не речам прогнози. Вака да речеме дека почетокот најавува добар фудбал, ефикасен. Еве ако ништо друго може на почетокот немаше многу голови, ама последниве 2 дена ете Германија покажа моќ, Шведска покажа моќ, домаќинот Соединетите Американски држави. Сега ќе видиме мои фаворити се Шпанија, лично и Аргентина, па ќе видиме денеска игра Шпанија вечерва. Ќе видиме како ќе помине. Иако мислам дека се најавува дека една добро светско фудбалско првенство. Прво со учество на 48 репрезентации, значи ќе гледаме најмногу фудбал, дури 104 надпревари. Сега не сме ни 10% одиграни се 12 надпревари. Така да мали изненадувања, ремито на Швајцарија со Катар, ремито на Бразил, кој според многумина е топ фаворит, еден од 5 топ фаворити за титулата, па ќе видиме како ќе помине понатаму. Денес пишуваш на сајтот на Канал 5, колку ти недостасува да информираш и да споделиш некои твои лични доживувања за... Па ми недостасува доста, иако веќе се навикнав на тоа, немаме одамна спортска редакција, иако да речеме и постарите љубители на спортот ќе се сетат дека ние сме биле телевизија каде што имало стварно многу спорт. Ако ви кажам што све сме пренесувале, од фудбал, кошарка, одбојка, ракомет, ќе ви биде сигурно интересно. Дури сме биле во живо сме вршеле пренос од одбојка на песок. И тоа се случуваше во Штип, значи нема ни плажа, нема ништо, него на плоштадот донесоа 3 или 4 камиони песок и тука организираа балканско првенство во одбојка на песок. Значи недостасува ентузијазам и од тој аспект. Значи кога се сака, све се може. Може да се направи.
Што таму донеле песок. Да, бе, може да. Инаку стварно сме работеле све, еве Лига шампиони, Лига Европа, после сигурно ќе се сетите првенство Шпанија, првенство Франција, првенство Германија, фудбал зборам, првенство Холандија, потоа Евролига кошарка, македонско првенство и ракомет и фудбал и кошарка и репрезентација фудбал Македонија, кошарка сме следеле све буквално што се случувало долги години. Бевме ексклузивни покровители на првата лига на Македонија во кошарка. Потоа ќе се сетија, мислам и нашиот колега зад камерата Бубе, во Канал 5 имавме 3 години Канал 5 мини баскет лига. Бевме први што промовиравме деца, играат деца до 10 години. Од цела Македонија, 3 години, секој викенд се шетавме, првата година беше низ Скопје, а после низ Македонија. Поминале тука низ екраните на Канал 5 и неколку и репрезентативци, тога што биле на 8, 9, 10 годишна возраст. Колку убаво. Да. Недостасува сето тоа, на вистина. Така се гради една култура и љубов кон спортот. Од најмала возраст. Ако пренесеш, таа љубов ќе расте. Пред малку зборувавме и зад камерите дека се учи тоа од дома, нели? Како дома се гледа со родителите, не знам, со брат, сестра, во широкото семејство, значи таа љубов прераснува. Без разлика дали си, нели, обично се вели женските можеби не гледаат, не е така. Навистина не е така, има и женски кои што следат многу спорт и кошарка, и фудбал, ракомет, одбојка. Мислам дека нема, сите следат нешто. Сега не знам. Дамите се насмевнаа, за што значи? И Наташа, колку следите вие спорт? Не мора да е конкретно фудбал, но еве фудбалот го земавме како пример, бидејќи сега се одржува светското првенство. Имате време да следите некој надпрва? Не. Добро. Јас само репрезентација да речеме кога Македонија кога игра, не? Да, Македонија кога игра. Сега навистина немам време да следам спорт и покрај тоа што сум поддржуваш на спортот, но поема немам што се случува. Еве денеска. И еве сега. Еве почни од денеска, од денешната утакмица. Не, немам намера пак да следам, заради тоа што многу поважни работи во животот, барем така мислам, секој си има нели своји приоритети и секоја честно, ете, навистина сакам кога напредуваме на спортски план и кога тоа е еден вид, како да кажам, презентација, нели, на секоја земја и треба да се гордееме. И сите сме го поминале тој период на големи радости, голема гордост. Ама еве вака кога се светски некои случувања, едноставно немам време на тоа да трошам енергија. Има кој е финале, да се договориме финалето, ќе го гледаме барем. Ама како викаат, фудбалот е најважната споредна работа на светот. Не ми рекла, за мене е најспоредната работа на светот. Така. Крсте, колку ти слушаш музика? Еве сега тука да се надополни. Слушам, да. Ја можам да кажам дека во Скопје бар нема концерт на кој не сум бил. Стварно? Да ви кажам, со сопруга идеме редовно. Значи доказ дека всушност музиката е најважната работа. Да. Добро, музиката навистина не знам дали некој може без музика, искрено. Јас не можам да го замислам животот без музика. Па мислам дека секој што е во кола, ако ништо друго, мора да слуша музика. Да. Кола, дома, не знам, со друштво собрани негде, не знам без музика како би изгледал животот. Па со музика се раѓаме. Да. Прво што слушаме музиката, мајките нели ни пеат додека не успиваат, додека не будат. Музиката е составен дел од животот, апсолутно. Тоа е неминовно, тоа е всушност еден наш код кој што си го носиме од самото раѓање. Така е. Да, баш убаво кажавте, а кога сме на тема музика, имаме со вас промоција на нова песна која што неодамна излезе, До крај со тебе. Да. Кажете ни малку повеќе, таа направивте со Тони Шоу. Не знам колку е познат на јавноста. Како не познате на јавноста Тони, затоа што долги години исто така функционира. Може би не толку медиумски во смисла, но на живи свирки навистина многу беше присутен. И се случи сосема случајно, цецема да велат нели дека нема случајности. Ништо не е случајно, да. Со тоа не се знаеме години наназад за това музичко дело што се случи навистина е вистинско, како да кажам, изненадување за мене, а и еден голем подарок. Бидејќи самата идеја за нешто такво се роди додека Тони беше гостин во мојата емисија Будење со Јулија пред 2 години. И јас тогаш бев навистина во една фаза во која што се уште се кревав, да речам, од сите оние трауми што ги доживеав со губитокот на моето девојче. И тој рече: Јулија, јас сакам ти да имам мал удел за да се вратиш ти на сцена и да почнеш да пееш, затоа што ти си била идол на многу генерации,
пораснале деца со твоите песни, значи и би сакал навистина, знам дека имаш што да кажеш и сакам јас лично да ти подарам песна. Реков Тони, благодарам, навистина. И така во една убава атмосфера, нели, се заврши тоа негово гостување и тој ми се јави по известно време и ми рече, знаеш што, добив идеја за дует. Дали би сакала да испееме заедно дует? Да. И ми прати некои снимки од времето кога уште беше А1 телевизија, наши гостувања, некои заеднички дуети, кога тој почнуваше, а јас навистина бев во голем подем. И велам, Тони, па ете, гледаш, некако ни заслужуваат вокалите, ако навистина сакаш, зашто да не? Да. И ми прати демо снимка, ја слушнав, беше навистина симпатична мелодијата, велам, окей, може, зашто да не? Епа, вика, тогаш, само му реков, викам, имам малку замерка, затоа што мислам дека има потреба уште од една строфа. Аха. Да, и тој рече, нема проблем, првин да ми кажеш, ако ќе допишеме. Но јас како дома ја слушав песната, ми дојде, јас ја допишав втората строфа. Значи, заеднички ни е текстот. И за 2-3 дена ми се јави, влегуваме во студио, ја снимаме песната. Ја снимивме на голема радост. После тоа помина недолг период, 1 месец, и тој ми се јавува, вели, Јулија, ќе снимаме спот. Велам, како сега, јас не сум спремна за спот и одеднаш. Не се секири, ти си професионалец. Да биде целосна приказна. Само појави се. Да, и вика, така, вика, како што е текстот една љубовна, вика, јас најдов локации на неколку места. И навистина се спремав некако на брзина, на 3 локации снимавме сосема професионално во негова продукција, тој направи продукција за снимање. И снимавме 2 дена на 3 локации со дронови, со професионални камери, нели? Да. И откога го снимивме, некако остана тоа малку, рече, добро, ќе видам, јас ќе го проверам, да не треба нешто, нели, да доправиме. И едноставно од тогаш некако ние не се слушнавме. Тој со своји обврски, јас со своји обврски. И сега ми се јавува, ќе ми текнеше, реков, Тони, не ми се јави, што се случи со нашата песна, со спотот, нели? И, ама велам, кога ќе дојде време, ќе се јави. И ми се сега предизвестно време, тоа значи лани ја снимавме песната, кон крајот на летото и требаше, бидејќи беше се некоја летна шема, да излезе лани да се емитува. И покрај тоа што летото некако поменама, нели уште имаше така можност. И ми се јавува, ми вели, Јулија, јас се пресели во Америка. Во меѓувреме. Во меѓувреме, вели од октомври 25-та година јас сум во Америка. Јас стварно затечена се најдов. И ми вели, еве, јас го направив спотот, измонтиран, ти го праќам, го ставив на мојот YouTube канал. Браво. И ти промовирај го, се ти е тоа поклон од мене. Да, тоа ти е подарок од мене, да се знаеш, ништо не треба, значи јас реков и песната, и спотот се од мене. Јас сум во Америка со семејството и се надевам дека ева. И јас навистина кога го видов се зачудив затоа што една прекрасна видеоснимка. Ние сме глумеле како професионални глумци, ми рекоа многу од бака колегите, дека многу знаљубени сме биле, ние игравме во тоа, не бевме ни свесни можеби толку како тоа секи изгледа, ама навистина излезе еден убав спот. Јас сега ова прилика ја користам навистина да му посакам се најубаво на Тони, да му се заблагодарам и на вас медиумите што некако прифативте, само што го пуштив спотот, веќе се јавија и од телевизиите и од радијата. И ете, морам да кажам дека само аранжманот исто и снимавме во студиото на Драган Ристовски. Продукцијата спотовска е на Тони, затоа што тој имаше големи планови продукција да снима и се, и имаше голем бенд во кој што планираше заедно да настапуваме, но ете се случи тоа што се случи, не остана песната како голем спомен.
Одлично, некаде околу 10:30 часот ќе имаат можности гледачите и гостите да ја слушнат и да ја погледнат. И ви благодарам многу за сите детали кои што ни ги споделивте. Малку беше обширно, мораше да се Како секако, па затоа ве викнав. Интересно приказ. Не, како можеме да си помагаме едни со други кога имаме добра намера, добра енергија, нели тоа всушност се и темите кои што се провлекуваат. Затоа што знаете како кога човек ќе дојде во некоја тешка ситуација, сите дали од жал, дали од нешто, некако му покажуваат нели внимание. Но кога ќе бидеш малце подобар и кога треба до крај некој навистина да ти даде подршка за да направиш малку поголем чекор, затоа што животот пола. Да, тогаш, а најбитно е до крај да се истрча трката. Да, баш така. Благодарам уште еднаш за се што ни споделивте. Ќе се префрлиме на тема здравје повторно, докторка, со вас. За помагање кога сме. Кои се најновите светски трендови во дерматологијата што се применуваат и кај нас? Да, навистина и светските трендови се присутни кај нас во нашата држава. Некако дерматологијата во последните неколку години има навистина голем замав во однос на, да кажеме, развојот на дерматологијата и еден дел во естетската дерматологија. Се уште се иде на она персонализирана дерматологија, значи пациентот да се гледа со сите аспекти, значи не само, знаете како, кога третираме одредени состојби, ние применуваме одредени протоколи, меѓутоа сакаме да знаеме што точно се случува со пациентот, дали има некои асоцирани болести, дали взима одредени лекарства, за да има индивидуален пристап кон секој пациент. Се повеќе се иде кон оние, да кажеме, процедури кои што се помалку агресивни, помалку инвазивни, што помалку време на опоравување, а да има резултати. Регенеративната медицина, регенеративната дерматологија, многу често споменуваните, да кажеме, екзозоми, PRP третмани. И оно што мене ми е фокусот во најголем дел, таа, да кажеме, лазерската технологија, каде што навистина можам да се пофалам дека добри 17 години сум дел, да кажеме, од да кажем, ајде да бидам малку поскромна, некако ги пратам сите достигнувања во лазерите, во употребата на лазерската технологија во дерматологијата и сум дел, да кажеме, од работната група на Европската академија за дерматологија, меѓу 20 експерти во светот. Така држите предавања насекаде во светот за она што го работите во Македонија. Предавање, да, и едуцирам наши колеги навистина насекаде во светот. Така да комбинирани третмани заедно со овие енергетски уреди, заедно со регенеративната медицина, со одредени, да кажеме, медицински козметики кои што постојат на пазарот, кои што се повеќе имаме, да кажеме, присуство како такви. Значи, се помалку да имаме инвазивни процедури, без да имаме некакви несакани ефекти. Тоа е концептот во моментално на светско ниво. Значи, дел од она што ни се случува во Република Македонија, ако претходно пред 10 години ги немавме овие енергетски уреди, немавме дел и од, да кажеме, и од козметиката, и од, да кажеме, терапијата која што беше присутна надвор, веќе можеме да се пофалиме дека навистина се трудиме да го фатиме онај, да кажеме, чекор со светските центри. И оно што пак ќе напоменам, имаме доста едуцирани, да кажеме, и дерматолози, и пластични хирурзи кои што навистина се на исто ниво во однос на едукација и стручност, како и останатите, да кажеме, колеги надвор. Иако ете дел и не ги гледаме по медиумите, значи не ги гледаме надвор, меѓутоа навистина успешно си ја работат својата задача. Така да ме радува што ете и Македонија чекор на чекор ги прати сите достигнувања, некако сме мал пазар за тие, да кажеме, поскапи енергетски уреди, меѓутоа се и така присутни и веќе имаме одредени стандарди, кој точно работи, каде се изведуваат, кој треба да ги изведува. Значи, нешто што претходно немавме како информација. Тоест, пациентите немаат таква информација. Веќе мислам дека доволно не знаат навистина кој како работи, зашто работи, со кои уреди работи. Мислам дека се навистина доста да кажам, информирани пациентите. Одговорни ли сме како пациенти, еве ние македонците?
Знаете како, Милена, Од 1 кога до 10. започнав со ласери, да кажеме, кога започнав со употребата на сиската технологија, некако не се откажав. Знаете како да го сменам концептот, значи за правилна нега, за правилна нега на структура на кожата, да не се употребуваат процедури кои што ќе направат дисморфија, ќе направат промена на нашето лице. Сакаме да превенираме, да ги вратиме годините, ама сепак да го задржиме на убавото. Кога ве гледам вака, значи на вистина Да не го смениме убави, да личниот не го опис. смениме личниот. И ние кога ве гледаме докторка, се одушевуваме на вашиот. Испробував, знаете како, ајде да кажеме, пилот проект во мојата болница, значи зимав мои вработени за да видат дека тоа е неинвазивно, дека ништо нема да им наштети, дека ќе направат промена на нивната структура. И почнав некако да ги применувам, да предавам, да кажувам моје искуство. Сега веќе да, значи пациентите знаат точно што значи ласерска технологија, што значи тој тип на ласер, што значи PRP, што значи екзозоми, што значи медицинска козметика, што значи правилна нега на кожата, што значи употреба на хиалуронски филери, што значи ботокс апликација. Се надевам законот ќе ни дојде многу брзо во однос на промена и да кажеме ограничувања кои што смеат и кои треба да ги аплицираат. И за да се не само во однос на заштита на пациентите, него и во однос на заштита и на лекарите пред се, затоа што многу од, да кажеме, од проблемите токму се случуваат затоа што не се добро сертифицирани, не се добро обучени, некако секаде ги има, секој се рекламира. И кој треба и кој не треба. Боцка, еве, народски кажано. И реалноста е таа. И не знаеме во какви јас пак ја услови. кажам, ако имаме индивидуален пристап кон пациентите, и ние како доктори треба да си понесеме етичка одговорност. Ама што го нормално, нормално. Имаме многу добри доктори и во јавно и во приватно здравство. Секој од нас зависи нашето однесување. Јас така и ги правам една поделба на еве да кажам и на нашата фела. Значи секој треба да говори за себе и да има одговорност прво пред себе, а потоа пред работата која што ја извршува кон пациентите. Затоа што јас секогаш зборам и пред пациентите да не заборавиме дека и ние сме некаде пациенти. Значи јас како дерматолог сум некаде пациент. Секој некаде е пациент. Значи тоа е основното етичко правило дека не треба да наштетиме на никого. Браво, многу Ако сите кажано. доктори во Македонија размислуваат како вас, дефинитивно здравството ќе ни биде на многу повисоко ниво. Да, се трудиме на вистина. Да. Да се префрлиме пак на тема спорт малку. Јас би сакала малку да те навратиме на сето она кое што си го работел во времето кога не сум била ни планирана веројатно да се родам. Да, мислам. Не, сериозно, колку ти недостасуваат тебе екраните и теренската работа и некои значајни моменти да ни споделиш може? Тебе екраните ми недостасуваат, ама повеќе теренската работа, бидејќи да речеме сме следеле не само пресконференции надпревари во сите спортови, потоа сум коментирал многу надпревари. Имаме искуство, нема сала во Македонија каде што не сме биле, на вистина. Дали било и лето, зиме, топло, ладно во салите. Во сите услови, стварно во сите услови. И потоа да речеме, можам да ви кажам дека ето така се спогодило тоа. Баш сум бил на сите најголеми успеси на македонскиот спорт, поготово на ракомета. Ке почнеме од 2002, бев на плоштад, имаше отворена програма Канал 5 кога стана Ѓорче Петров шампион. Идевме од салата во Кале до плоштад. Така одеше групата цела. Значи ствар, потоа бев 2005 кога стана ракометарите исто има успех голем. Во 2009 година може ќе се сети, ја мислам, во Задар имаше светско првенство во ракомет. Канал 5 организираше чартер лет и да речеме тогаш во 30-40% од вработените бевме на надпреварите таму. Да. Македонија, Норвешка. Може да го озвучиме и колегата. И потоа да речеме успехот на кошаркарите 2011-та. Исто јас бев на аеродром, ги пречекав кога го освоивме четвртото место. Следната година ракометарите направија успех на европско во Белград, бевме пети, па тогаш имавме отворена програма. Еден колега ги дочека на граница на Табановци, а јас ги чекав во студио. Тогаш гостин во студио да ми беше сегашниот министар за спорт Борко Ристевски и мислам дека и слика пуштив една баш цела редакција, бидејќи тогаш навистина беше еуфорија по ракометот и по ракометарите и секој сакаше да се слика, да се фотографира со него.
во 2011-та, после успехот на кошаркарите, исто тогашниот председател на Македонската кошаркарска федерација Даниел Димовски, директно од аеродром го донесовме во студио и Убава професија. Да. После секој успех. Ја бев исто кога првата титула Вардар која освои за ракомет, европски шампион кога стана, исто ги дочекав на аеродром и после брзав да дојдам во студио пошто така беше договорено. Беше навистина тешко да се стигне бидејќи низ цел пат имаше кола до кола навивачи сега и дури со колегите наши низ селски улички, низ сокачиња, милиција ни помогнуваше ни помагаше за да стигнеме до студио на време. Беше проблем да се помине преку плоштадот, бидејќи тука беше, мислам дека цела Македонија беше тогаш на Не досласуваат такви моменти, а кога те слушам со каков жар зборуваш, Крстена, вистина е прекрасно да се слуша некој за било која професија, ма да зборува со таква жар, со таква љубов, можам да замислам само колку интересни моменти во тек на коментирање, нели, нервоза, па нешто сакаш да кажеш, а не смееш да го кажеш. Мислам една проба на овој муавет, кога ја работевме таа Канал 5 мини баскет лига втората година, пошто навистина бе за деца праша, мислам беше емисијата идеше секоја недела и после една втора или трета емисија втората сезона дојде еден родител и донесе прасе, пошто многу убаво сме збореле за детето негово. Мислам, пола прасе. Да, донесе. Дека било никој не зборувал така за неговото дете. Многу беше, мислам, случка интересна. Да, интересна, необична случка. Искуство Јулија со телевизија има долгогодишно. Колку години, Јулија? Па јас сум 40 години во медиумите. Во медиумите. Да, многу денови, многу емисии, многу настапи. Крстена, вистина, убаво е кога човек ја живее својата страст, значи кога го живее тоа што го сака да го работи. И долги години, навистина, јас долги години што се вели животот ни помина по медиуми, по снимања, со музиката, со новинарството, со водителството. И така да можам да кажам дека па нема сегмент во кој што кога се работи за медиумите, за телевизиска работа што не сум го поминала, бидејќи моите почетоци беа во Македонската радиотелевизија како новинар. И тогаш не се стануваше туку така новинари. И не може секој да биде таму. Преку со иглени уши моравме и музички да поминуваме за да бидеш за да пееш, а и за да бидеш новинар на вистина. Јас ако не бев добар студент, мене мојот професор по новинарство Живко Андревски ме внесе во Македонската телевизија и тогаш почнав да работам на некои емисии како што се нели младински, утрински, ама тогаш знаете како беше, не се сликавме вака да се види колку сме убави, него се од позади само микрофонот, рака да се гледаше, со говорникот. Да, такви беа условите. И тука некако се случи, го приметија мојот талент за пење и потоа некако превагна музиката заради тоа што самата по себе нели некако е поатрактивна, почнав добивам понуди за песни, соработка со автори. И така, ете, годините се минуваат како да беше вчера, се потоа работа нели по други медиуми, како се менуваше времето, како се трансформира некои работи и така. А вие се уште прекрасно си останавте и искрена. Истата. Навистина. Благодарам, без потреба од било какви интервенции естетски да се надоврзам на... Ама не сериозно. Дефинитивно, затоа што мислам дека за среќа можеби овие година-две се враќа оној тренд на минимализам, за разлика од пред неколку години каде што сите си го... Јас слушав докторката, многу ми се допадна тој момент кога рече дека ја посматраат личноста комплетно, значи со она што е таа од внатре, затоа што нас внатрешноста се манифестира на надвор. Мене кога ме прашуваат многумина што правам или како правам, јас морам да кажам дека менталниот склоп натре во нас е многу битен. Најважен од тоа. Да, колку ние работиме, колку се прочистуваме себе си мисловно, емотивно, заради тоа што јас, речеме како жена која што го доживеа најголемиот шок, губиток, траума во животот, да изгубиш едно единствено дете, кога дојдов во состојба да не можам да се препознам себе си,
и да се кренам и да изгледам нормално, тоа се е одлика на нешто што не е внатрешно го носиме во себе. така И е, баш. најважно да знаеме која ни е целта. Значи, мене никогаш целта во животот не ми била да бидам некоја лепотица или не знам како да изгледам, да се менувам, заради тоа што дури мислев дека во одреден период од кариерата тоа многу ми пречеше, затоа што бев препознатлива, да речем, со мојот имидж, со мојата надворешност, а јас сакав луѓето да ја видат мојата внатрешност. Да. И еве како поминуваат годините, тоа си доаѓа до израз. Така. Но јас исто така љубам да работам на себе си, да се посматрам првим самата себе, да дојдам во мир, во склад со себе, а не да се расфалам со тоа, да се менувам надворешно, сакам да стареам природно и со неинвазивни методи да си помогнам, да речеме, некако да да се ублажат нели некои борички или нешто. Така е, за да изгледате подобро. Многу повеќе за тоа се како носиме. останувате позитивни и покрај се што ви се случило во животот, сакам да продискутираме и по рекламите, тука ќе направиме една кратка пауза, па да се враќаме во студиото.